После великденските празници се враќаме со меѓуредови подкастот. Денеска имам чест да разговарам со мој драг колега Зоран Костевски Шваца, кој што ги памти повеќе, би рекол, работите во Македонија. Ја има прошетано цела Македонија. Добре дојде. Добре бе најдов и голема благодарност што ме поканивте да бидам гостин на еден од медиумите, на новиот медиум на просторот во Република Македонија. Тоа е медиумот Меѓуредови, кој што, според моје мислење, потребен беше вако медиум да се направи едно така да речам разбивање на онај класични медиуми и социјални мрежи, како во масовните медиуми, така и на социјалните мрежи, да се разбие онај шаблон на политика, онај шаблон на оние експерти кои што само се преместуваат од еден медиум во друг, затоа што за се прават стручњаци експерти, ама не за нивната област за кој што се образувани, за кој што државата вложила средства. Од каде љубовта кон документаристика? Значи, вака едно би рекол. Голема благодарност на моите професори од факултетот за новинарство и кои што, барем во тоа време, кога ги почнав студиите пред 34 години, имам оддел за документаристика. Покрај одделот за документаристика имаше за надворешна политика, внатрешна, спортска, и мојот главен одговорен уредник во тој временски период, кога ме пратија во тогашната радио телевизија Скопје, и ментор Иван Андреевски, каде што кога отидов во неговиот кабинет, прво ме праша од каде си. Јас му реков дека потекнувам од едно убаво прилевско селото Рилево, и ме рече да отидиш дома, да напишеш една репортажа за твојот роден крај. Јас, да бидам реален, во тој временски период, освен теоријата по новинарство, нема впишано никаков збор медиумски, освен писмената работа, тоа беше матурската, каде што беше работио наслов мојот роден крај. Отидов дома и баба ми се викаше Ванка и ме праша што ти треба внучко. Велам вака и вака, дека се изразувам малце повеќе го поселски, каде ми е таа работната тетрадка, розената што беше. Оди рече бабе горе на таванот, во кушницата, каде што одиме во црква, тама ќе ја најдиш. И ја пронајдов работната тетрадка, го најдов писмениот состав, малку го ја доработив и рече го дојдов во телевизија Скопје. Му го ја предадов на господинот Иван Андреевски, од тука ми ја однесоа горе на лектор. Лекторот го после тие чкрабаници, така да речам, го поправи текстот, кај дактилографот, значи тој го отшука и ми дадоа екипа од 8 члена. Отидовме во селото Рилево, го снимивме селото Рилево и таа прва репортажа моја траеше 10 минути. И пред се едно би рекол, тоа пак едно би рекол благодарение на факултетот, а пред се и тоа пред се би рекол како секоја професија, тоа е дар од Бога, која што беше пресудна да се занимавам со документаристика, исклучиво за нашето македонско село. Од каде тргна идејата за новинарството? Да се вратиме малку поназад. Пред 35 години, па и повеќе да речеме, имам 60-тина, почнав пред 3-4 месеци 60 години, на 8 годишна возраст ретко беше во било кое село да има телевизор. Татко ми мој купи телевизор од марката Кристал 61 нишки и цело село доаѓаше да гледа телевизија. Јас во тоа време многу ги сакав, ги слушав Бранка Станковска, Иван Антонов, Ацо Джапаровски и мислејќи дека јас ќе ги читам текстовите, дека ја ќе бидам спикерот. Тоа беше една водилка да се одлучам за новинарството. Меѓутоа, како што напомнав, кога го направив првиот текст, разбрав дека текстот ја треба да го напишем, а спикер да речеме да го чита, а после тоа како се одвиваш, како одминува времината, така почнав да да ги читам и моите текстови, се разбира под менторство на Бранка Станковска, на Иван Антонов, на баш ментор ми беше Лилјана Трајковска, Крастева,
каде што стварно имаше научив дикција, пред си е диалектна форма на дикција, затоа што сепак кога се прави документаристиката, посебно кога си на теренот на селанецот, затоа што самиот селанец си е свој филозоф на својот живот, ќе мора да го направиш текстот на рангот на селанецот и кога ќе те слуша да биде близок до неговиот говор. Он е селски, поточно речено, она диалектна форма придешка, која што и ден денеска, иако сум одека во Скопје 40 на години, немам ништо земено од скопскиот диалект, а сепак многу помалку од литературниот македонски јазик, меѓутоа литературниот македонски јазик употребувам одаму кај што, така да речам, под навод кажан има потреба, но потреба има секогаш, но значи таа диалектна форма придеска и ден денешка ја имам во моите текстови, во моите репортажи и дури сум препознатлив, така речено, меѓу моите соселани по мојот глас, по мојот начин на читање, по мојот начин на обраќање кон селанецот, како што напомнав, селанецот има своја филозофија на живот и потребно е да влезеш, да проникнеш во неговиот живот, а тој да си ја отвори душата, да си ја разграни, како гулавот кога ќе лета високо кон небесните синила. Тргна од Рилево да ја правиш првата репортажа и потоа почна да ги опфаќаш прилепските села. Како се роди идејата за Заборавени, како почна Заборавени? Тоа е една долга приказна која што ја внесов во мојата прва книга, тоа беше автобиографска книга, Маријова жива историја, иако не сум маријовец, како што напомнав, јас сум од селото Рилево, меѓутоа многу ми навелат од каде ти е сопругата, таму ти е фамилијата. Таму некаде 2001 година се смени власта. Во тој временски период, во тогашната и денешна македонска телевизија, работев на определено време во емисијата, во утриничката програма, прва утриничка програма во тој временски период во Република Македонија, Добро утро Македонија. Долу во холот на влезот имаше, кај што денеска полициската СВР во македонска телевизија, голем ресторан, имаше едно убаво кафанче, така да го наречам убаво кафче, каде што имаше тука една јас да ја наречам домајчинка на кафаната, се викаше Даца, и тука се собиравме сите ние сниматели, новинари, режисери, возачи и порачувавме по едно кафе, ама кафето, пивото, сендвичот беше на рабуш, на вересија. Ни запира од платата, колку ќе пишеш, толку ќе си платиш. Додека се го порачував моето кафе, тука не забележав дека позади мене стоеше тогашниот директор на телевизија Скопје, Љубе Цветановски. И ме рече: Зоране, си го допили кафето? Велам, во тоа време директоре се уште овој не ми е донесено, Даца ќе ни го донеси. Ќе ме чешеш или ќе ти едно кафе? Секако. И ја повикав: Даца, дај, велам, уште едно кафе за директоров. Не помина ни 2-3 минути, ми рече да си го допиеш кафето и те чекам горе. Како што и сами ја знаеш, кога ќе те повика директорот или главниот и одговорен уредник, никош не те вика зарно, под навод кажано. Се си мислев дека ќе отидам горе и ќе ме рече: Зоране, толку беше од тебе, не те бива за новинар, можеш да бидиш овој добар продавач, можеш да бидиш некаде учител, можеш да бидиш некаде и да продаваш на тезга, да продаваш пиперки, патлиџани, пошто јас сум дете од села. На брзина го фатив лифтот, на 8 спрат отидов горе, се представи, се најавив кај секретарката и рече: ти чека директорот. Кога легов натре, директорот се рече на својата директорска фотелја, тука беше и уредникот Мишо Нетков. И беше уште еден режисер, Ајоша Симјановски. И ми вика: Зоране, да знаеш дека од денеска ќе видиш во документарната редакција
Меѓутоа, директорот ми рече, само на тебе оставаме, имаше време од 2-3 дена да да ни го сообщиш работниот наслов на серијата што ќе работиш. Јас им реков, директоре, штом вие? Додуше ми рекла, ми напомна дека не ме заборавиле. Велам, директоре, штом вие мене не ме заборавивте, нека се вика серијалот Заборавени. И ете го серијалот Заборавени, значи се емитува некаде 30 години, правично во документарната редакција на македонска телевизија, таму бев 10 години. После продолжи во А1 телевизија, кај Вели Ранковски, па потоа со исти наслов кај Панде Колемишевски во Вестникот Бизнис. И од кога ја затворија А1 телевизија, еве 11 години, во документарниот серијал Заборавени, кој што се емитува, досега се има емитувани, се уште се емитува низ неколку национални телевизии во Република Македонија и наречиси сите регионални телевизии во Република Македонија. Така да и до ден денеска, а и додека не отидам така речено во пензија, би приостанал уште 4 години, се уште тој серијал ќе постои, па се надевам дека она книга што ја остави Стале Попов, она книга Крпен живот, јас се обидов да ја надополнам и ќе оставам отворена генерациите кои што ќе доаѓаат после мене и понатаму да ја надополнуваат за овие наши убави македонски заборавени села, но има и убави наши македонски села кои што се така и живи и повторно се враќа полека но сигурно животот во оние раселени наши македонски села. Како успеавме да го изгубиме животот во селата? Ете, порано луѓето доаѓале во помал обем, потоа се повеќе и повеќе се концентрира животот во Скопје. Може да видиме сите овие згради се тука во Скопје, целата инфраструктура почнува тука од Скопје. Се е сконцентрирано некако во Скопје. Кога почна да се случува тоа? Како ги заборавивме селата? Најбитното нешто што е во една држава. Па вака јас едно би рекол дека според моето, така да речам, истражување во изминативе 30 години, каде што имам поминато во овој вардарски дел во ова наша Република Македонија за овие 30 години 1675 села, од вкупниот број според мојата евиденција 1974, големата миграција започнува после првата Балканска војна. Па тоа продолжува во втората Балканска војна, првата светска војна, значи онај виор од 6 години, од 1912 до 1918 година, на овие простори на Република Македонија биле присутни некаде околу 1.600.000 војници. Во овие 6 години сето машко население и женско население, башкото население било испратено на фронтовите, кои што многу мина и до ден денеска не се вратени, не им се знае гробнината, а престанатото население било ангажирано во воените виори, така да еве ќе напомнам дека големи региони во Република Македонија, тоа е Мариово, Порече, тоа е долу Струмица, фронтот македонскиот, целиот фронт кај што овој се движел, тука е северниот дел на Пилевското поле, тука е Азов, Богомила, значи биле интернирани. Имам еден податок дека во Бугарија, за жал не во Пиринскиот, туку таму некаде према Бургас, некаде во овој временски период од 1912 до 1918 година раселени се 250 села. 250 села. Сега, од 18-та година, пак до 39-та година има една мала стагнација во обзнова на селата. Истата случка се случи од 41 до 44. Од 41 до 44 година почнува раселување насилно во западниот дел, претежно према Малесија и Долни Дринкол. Малесијата од 25 села денеска има само 7 живи. Значи, сакам да кажам дека миграцијата, село, град, односно миграцијата од Македонија, надвор Македонија, трае 6 години, од 12 до 18 и плюс 4 години од 39 до 44-та, а од 39 до 42 година некаде околу 200.000 македонци се иселени во
Америка, претежно во Аргентина, во Бразил, во Чиле. Значи, оној печалбарски порив кој што и денес е оставен, овој го има, значи, заминати се присилно, така речено. Сега тоа во нашето современие, со она индустриализација што ја правеа, тој трет бран на раселување почнува од 65-та, па трае до 78-та година, каде што сета млада популација доаѓа пред се во периферијата на градот Скопје, каде што полека го населуваат. Тоа се селата, денешните населби, Тафталиџе, тоа е селото, средноводно, денешната населба, тоа е Маџари, во тоа временски период, овој село, тоа е Белимбегово, денешната Илинден и другите, Ѓорче Петров, кој што денешната општина Ѓорче Петров, кој што градската, урбаната средина првата, се вика селото Оризари. Во Скопје имаме 3 села, Оризари, Горно Оризари и Долно Оризари, денешна Шутка. Со тоа што од 1965 до значи, првата половина на 80-тите години на минатиот век, во Скопје се доселени преку 140.000 семејства. Помножете го тоа по четворица, по 5 мина, значи некаде во тој временски период, ако земиме сега во денешни услови, некаде околу 300 села, под навод кажано. Меѓутоа, жално е тоа што нема враќање назад. Затоа што многу пати велам дека ако една куќа, за една куќа да изградиш е потребно цел век, животен век, да ја торниш, да падне само од себе си, потребно е 20 дена, а за да ја направиш, требаш и толку време. Меѓутоа, едно би додал, времето се менува, многумина велат, времето слама купува, времето слама продава. Еве ќе ви кажам еден податок за короната, што беше. Во поречијето, значи, минатата година, баш короната кога беше пред 2 години, таму патував, таму овој го снимав, според евиденцијата што ја водеше администрацијата на општината Македонски Брод, имам податок ми датоа дека за тие 2 години повторно во поречијето за живеа, повторно имаше околу 20.000 жители, се разбира пред се жители кои што се да речеме на моја возраст, некои постари, али знаете што пак напомнав дека времето слама купува, времето слама продава. Имам една порака, така да речам, чувајте ги кујчите. Немојте да дозволите да паднат. Чувајте ги огништата, затоа што во Република Македонија имаме над 700.000 куќи, 700.000 куќи кои што стојат, благодарение што се од камени зидани, благодарение што каменот потешко го јади мразот, снегот, студот, ветрот, сланата, а и сонцето. Така еве го гледате тој дел, но кога ќе отидете во селата, гледате и дека имаме се помалку земјоделство. Како да го вратиме тој дел? Еве, стигнавме до кромит од 90 денари килограм. Вака едно бе рекол. Богатството на една држава се мери покрај населението, богатството на една држава се мери и со храната. Република Македонија располага со 3 милиони површина обработливо земјиште, од кое што 1/3 е од прва класа, другата третина е втора класа и третата третина е обработливо земјиште, како што вика постарите, од пиле млеко да роди. Меѓутоа, гледајќи и денешни она што се труди владата, без разлика која влада во овие 30 години во Република Македонија, не може земјоделец, односно не може да го вратиш земјоделието, ако ништо појде во периодот од 70-тите години, со поединечни доделување на земјоделски површини од 5 хектари, од 7 хектари, затоа што селанецот не може да биде земјоделец,
во исто време сточар, во исто време и во исто време да котира на берцата. Затоа што ќе илустрирам. Односно сточар не може состојникот, че 8 часа не може да биде сточар, 8 часа не може да биде во непосредно производство млекото да го измолзи, да го пастеризира, да го направи кисело млеко, матеница, јогурт, сирење и кашкавал, и 8 часа да оди на берзата на пазарот, тоа да го продаде и да го претвори во пари, затоа што 8 часа треба и да одмора. Јас ова ќе го илустрирам со едно мое размислување. Дека во Република Македонија, пред да се осамостојуваме, да бидеме самостални, Република Македонија имаше некаде околу 20 земјоделски и индустријски комбинати. Тука ќе го спомнам ЖИК Скопско поле, тука ќе ја спомнам Пелагонија, ЖИК Прилеп, Аншка река, Полок Тетово. Тука ќе го спомнам комбинатот во Кочани, земјоделскиот индустријски комбинат, каде што произведуваше ориз и каде што 80% од потребите за ориз беа го задобелувани во тогашната Социјалистичка федеративна република Југославија од Кочанското поле. Само големи, крупни земјоделски комбинати ќе го вратат земјоделието и ќе ја вратат храната. Република Македонија, според статистиката на врвните земјоделски експерти, говорат дека Македонија може да произведе храна за од 8 до 10 милиони жители. Направете споредба. Додека ние денеска го запустивме земјоделието, додека ние денеска комплетно сета храна ја увезуваме и дојдовме крометот да биде 100 денари, крстабиците 200, видовме дека за Великденот јагнето, македонското јагне стасва и до 600 денари килограм, ама не чиста удина, туку комбинирано. Кому ребро, кому джигерче, кому коска, кому половина главче. И дојдовме до тоа дереже да денеска македонецот, ние македонците, од земјоделска држава, дојдовме до питачки стап, ете си изразив малце по-селски, и да чекаме да увезат храна, за да може да преживееме. И ништо не е чудно што пазарите не се скапи. Ништо не е чудно што литар млеко е 1 евро. Јас едно друго би прокоментирал. Не ни чинеше нас бушата, кравата. Не ни чинеше нас овцата, праменка. Затоа што ја не сум против современото земјоделие. За една крава сементалка да даде 25 литра млеко, денеска не за и треба 100 килограми храна. А бушата, пуштена по пасиштата, 5 литра млеко со минимални вложени средства. И едно друго би напомнал. Во моето време и денеска малите земјоделски фарми во Македонија, тие се еден вид мало предпријатие, произведуваат само за себе. Во моето време селанецот одеше на пазар во градот еднашка или 2 пати во годината. Тоа беше пред Великден и тоа беше пред Божик, да купи газија, сол и шеќер, затоа што другото сето си го произведуваше. А и едно друго би додал. Ако ги врати државата овие големи земјоделски индустријски комбинати, тоа ќе повлече развој и на прехранбената индустрија. Тоа ќе повлече развој и на другата индустрија. Ќе ви кажам еден податок, дека во 70-тите години на 20 век 75% населението во денешна Република Македонија беше земјоделско. И не попусто, во таа СФР, Македонија беше типична земјоделска држава, каде што 15% од буџетот на тогашната СФР се помнеше од Република Македонија. А сега 75% би рекол дека се отидени во
државните институции да работат наместо да работат земјоделство. Тоа се должи на некоја си партизираност. Реков јас, помниш многу повеќе од мене како се создавала македонската држава, како е самостојна Македонија, како функционира досега. Грешките, каде се грешките? Како настана овие грешки да имаме луѓе во администрација повеќе отколку луѓе да произведат нешто, па мора да чекаме цената на житото да не влие од увозот од Украина, од Русија и од други држави каде што има жито, а ние сме плодна почва за тоа. 90% Скопје се одсел. Секој од неговите родители има дома по 5 хектари земја. Село не се враќа, не може ово село да отиде и да живее од 19 век. Основни услови за живење нема. Патишта нема, комуникација нема. Еве ќе го илустрирам моето родно место. Во 1959 година донесоа струја, електрична енергија. 81 година поставија телефон. Пред 2 години поставија водовод. Ама патот не е направен. И уште нешто. Мора да има комуникација, живот во селото. Селото мора да биде налик на градот. Затоа што земјоделецот, младиот човек, кога би се вратил село, тој сака да го живее истиот живот кој што го живее во градот. Меѓутоа, ќе ви кажам тука една порака до државата, до властите, до било кој власти. Во времето на СФРЈ имаше еден закон за здружен труд, каде што имаше подзакон кој што беше донесен за земјоделецот, значи носителот на имотот и неговото потесно семејство. Он нешто плаќаше пензионско инвалидско осигурање. Тој си доби пензија на 64 години. Он нешто не плаќаше пензионско инвалидско, и тоа имаше државата мораше на сметка кој е помоќен си плати, кој не, меѓутоа него оставаше кој ќе наполни 64 години, тој земаше старосна пензија. Разликата помеѓу оној што си плаќаше и оној што не плаќаше беа некаде околу, да речеме, ајде во денешни услови, тука некаде околу 2000 денари. Меѓутоа во тој временски период гарантирана откупна цена на жито, на јашма, на пшеница, на сочокрет, на компири, на зелка, на теле, на сирење, на млеко, на јагне. Се беше гарантирано. Значи, земјоделецот не му се мислеше дали ќе го откупат производот. Беше задолжено државата, тоа да биде сето ќе е откупено. Имаме една порака до властите, било кој власти. Добрина ќе направат. Секој оној млад човек кој ќе наполни 18 години, што сака да се врати во селото, да живее на селото, да произведува на селото. И со тоа пак како што напомнав ќе биде многу побогата државата да му обезбеди пензионско, здравствено осигурување и минимална плата. Затоа што со таа минимална плата тој ќе се кредитира, а целиот производ што ќе го направи, ќе го продаде кон државата, и државата ќе има производ и вишок на производи кој што ќе може да ги пласира надвор од Република Македонија. Ето јас пак ќе го илустрирам тоа, како што реков дека Кочанското поле 80% ги задоволуваше потребите од ориз во СФРЈ. Во тоа време бевме 20 милиони народ, 20 милиони пазар. Па да не зборувам за тутунски комбинат од Прилеп. Тутунски комбинат од Прилеп работуваше некаде околу 3000 постојано вработени и околу 15.000 сезонски работници. Сите беа пензионско здравствено осигурани, сите беа весели. Затоа што, кога се правеше свадба, комбинатот даваше неповратни, бескаматни заеми, свика тоа. Ако фати суша, државата ќе го финансираше земјоделецот, ако падни град, му го осигураше земјоделецот производот, сите беа весели. И уште нешто би рекол, не де Боже, ако сите се раѓаме и заминуваме кај Бога. И тоа беше финансирано, и погребот, затоа што мештанинот, селанецот и граѓанинот да не почувствуваат покрај загубата, тагата на членот на семејството, да не осети дека џебот му е празен,
дека нема пари да го направи тој последно, да направи тоа последно испраќање на членот на семејството. Каде отиде Македонија во овие 32 години? Јас се прашувам каде отиде Македонија овие 30 години. Мене ми е криво зашто ништо не зедува што беше добро тој систем на СФРJ. Зошто не зедува ништо што беше добро во тој систем на СФРJ. Мене ми е криво зашто и тоа што ни чинеше од системот, малце сум емотивен, од СФРJ, затоа што и во тоа што е негативно, ако направиш анализа, ќе промениш нешто што чини. Имаше многу добрини. Јас да ви кажам реално, кога патувам, не само во селата во Република Македонија кои што се со македонско население, кога патувам и во селата со албанско, турско население, жална ситуацијата. Еве ќе ви илустрирам, па има половина година, бе во едно село Колибари, тоа е во близина на Зајас, а во Зајас направи репортажа пред 10 години и кога снима во Колибари се најде со истиот човек кој што во тој временски период беше председател на местната заедница. И знаете што ми рече? Зоране, кога беше ти пред 10 години, 700 ученици имаме. Зоране, сега во училишто имаме само 250 ученици. И јас се прашувам каде ни отиде Македонија, каде ни отидоа граѓаните на Република Македонија, без разлика на дали се македонци, албанци, срби, босанци, дали се влаци, без разлика на вера, дали се православни, дали се муслимани, дали се протестанти, ќе ви кажам, во оние турски тефтери кои што ги имам проучувано, копајќи низ архивите низ Балканот во Република Македонија, Турската империја христијаните ги заведувала како рисијани, о Исус Христос, а додека муслиманите ги заведувала како мухамеданци. Знаеш кој е праведност? Мухамеданци и рисијани. И кога патувам према Западна Македонија, толку убави кујчи има од Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, толку убави кујчи и ми велат моите соселани и од Зајас, и од Колибари, и од Пласница. Зоране, еве ги овдека, 7 кујчи, 7 синови, 2 години не се дојдени. Ќе дојдат до те дена и си одат. Ми плачи душата затоа што вика имам 25 внучина, 3 години не се дојдени и нема ни да дојдат. Затоа што ова економска криза која што во Македонија трае 30 години. А па дури јас би рекол дека и ако земеме и 20 од минатиот век, 50 години од кога почнам Југославија да се распаѓа, значи ова нова криза не се наоѓа, не се гледа крајот. Али па си велам едно, толку богата држава, толку апаши во оваа држава, не сум видел никаде. Верувајте, апаш. Ајде Рами е чукради и толку ќе апаш. А ако не разбира што е тоа апаш, нека отпара во ние тефтерите, кои што постарите биле многу и пописмени, попаметни. Дури дедо ми мој велеше, живееше 92 години и велеше вака. Внучко рече, турчино рече изим, оставаше. Вакви ви капаши не сум видел. Да се кради. Само едно би додал. Ние се раѓаме и заменуваме. Кога пред 40 години ќе починеше човек, саглам ќе му го ископа огромното место 2 метра, да не случајно излази, во злабочина, се изменувам 50 сантима во ширина и 30 2 метра во длабочина, 2 метра во должина и 30 во ширина. Денеска и толку очиго покојникот не му го копаат ова огромното место. Се извинувам, а пак ако не платил овој одржување, за пола година ќе му го снемат, ќе го продадат тоа огромно место на друг покојник. До тоа дележе. Значи кога дојде во држава наша македонски огромното место да се пазари за пари, ако не го платиш ќе го снемат и ќе го заборават покојникот. Што да кажам, не знам, билките, како што реков, времето
слама продава времето, слама купува, докато ќе се освестиме дека не е добро. Еве, во моето семејство моето семејство пред 30 години броеше некаде околу 70 души. Значи, дедо ми, па другиот дедо, денеска дојде во моето семејство да не знам колку ми не снесите. Зборувам од чичко, од тетка, од бујко, да не знам колку ми насне, пошто сме расштракани низ цел свет. Значи, не знам колку се и што е страшна работа, само на погреб доаѓаме да се видиме, дори некој ќе дојде и за инат. Речејате Арно го најде, така да речам, умре, па да не зборуваме за свадби, крштевки, никогаш, нити доаѓаат, нито сум сте виделе, па нити се познаваме. Ете до кое дереже дојде во Македонија наша, ете до кое дереже дојдоа граѓаните во Република Македонија. Зборувам без разлика на вера, без разлика на нација. Ситуацијата е иста. Ја многу пати велам дека ни замина, ни се празнат градовите. Едно би рекол, младата генерација не заминува што е добро. Ако на времето заминува на печалби да се вратат, сега не се враќаат. Знаете зашто? Никој повеќе од младата генерација нема да работи за беговите, за агите. Тие се бегови, македонски бегови се и рисијански бегови се и мохамедански. Значи до ние паши бегови. Нема. Дори еве денеска би рекол дека и самите газди, под навод кажано, почувствува дека нема работна сила и никој не оди без пари да работи. Помина времето. Замина времето. Само жално што нема да се враќаат. Не се враќаат. Тој заминува и не се враќа. Знае, многу е тешко. Ќе замини, туѓина е, неговите дома ќе плачат за него, ама и тој ќе плачи за семејството, ќе плачи за родното огниште, затоа што горе, во западот, било каде, сам си. Нема татко, нема мајка, нема сестра, нема чичко, нема тетин. Сам си. Тоа еве, јас ќе направам една илустрација, јас кога дојдов во Скопје пред 40 години. Со брат ми заедно, јас бев прва година средното, беше средно деление, дојдов тука во Скопје, куќата беше само изидане, на врата имаше овој влезна, купатинската врата и ова рече една куња, научив и да готвам, научив и да перам, ама сум плачен. Кога ќе окупев лебот од продавницата, кој ќе дојде од училиште до дома, ќе го изеда и гладен. Уште гладен бев, ама знаев дека заедно 5-6 дена, 6 ќе си појде до село. Ама дозгора нема речи. И луѓето дори кога ќе појдат, ја им посакувам да успеа во живот. Многу мина и без пари се. Оти, оно што напомнав, тешка е печалбата, тој ќе отиди горе во западот. Тој месечно ќе плаќа по 500 евра кирија, за 10, за една година 5000 евра, за 10 години 50.000 евра, на газата на германецот, на французин, на американецот, 50.000 евра ќе му даде, а тој пак кој ќе нема. Па да не зборуваме за културно-забавниот живот. Нема таму. Дали биле во театар, дали биле да речува во некоја манифестација, дали седнале како овде кај нас во нашиве кафичи, кафанчина, со другари, пријатели, па да се запеат, па да се играат. Нема. Работот. Од кога ќе угре сонцето, па дека ќе зајде. Кај нас имаме овдека среќа ние, таков ни е генот, судбината наша македонска. Кој дојди згази го, гази го. Ама знаете што? Само две држави се пишани земји по Библијата. Палестина и Македонија. Еден историчар пред 20 години кога бев на семинар поправо бев повеќе на патување во Белград, 25 години преку тогашната телевизија, 30 години има телевизија Скопје. И знаеш што ми рече? И рече сите империи пропаѓале и се раѓале во Македонија. Кој ја контролира Моравско-Вардарската долина, тој го контролира северо-западниот. Значи, западната цивилизација под навод кажано и прашање колку е цивилизацијата германска или англосаксонска и Блискиот исток. Оти
Културата и цивилизацијата се наоѓа Месопотамија, Персија, денешен Ирак, Иран. И пак ќе речем едно, многу империи, војски ја газале ова Македонија, ама библиска земја ќе остои. Мора да остои. Па зашто сме македонци? Ќе остои. Кога сме кај македонците, отиде во Мала Преспа да ги снимаш нашинците таму, веќе почна да ги објавуваш дел по дел емисиите. Можеме да ги видиме и на YouTube каналот. Како живеат тие луѓе таму? Тоа се села таму. Голема благодарност до едно момче, се вика Панди Јани, од селото Пустец, општината Пустец, кој што со него се запознавме пред една година во едно убаво маријанско село, село Кушејца. И ме рече, Зоране, дали сакаш да додиш во општина Пустец, Мала Преспа, во селото, првото село, Туминец, за Света Марина. Со задоволство прифатив. Отидов, направи репортажата и после година дена бев во Мала Преспа, таму се 9 села. Верувајте ми, кога отидов во Мала Преспа, јас Мала Преспа, Горна Горица, Долна Горица, Пустец, Туминец, Глобочани, Зрновско, Шулин и Церје ги замислував како села камен на камен од времето на Енвер Хоџа. Тие села се урбани градски средини, на кои што може да му позавидат и Ѓорче Петров, и Карпаш, и Маџари, и Тапталиџе, и Илинден, и Прилеп, и Крушево, и Тетово, и Гостивар, и Кичево. И самите македонци вика вака едно, да му е здрава и жива фамилијата на Енвер Хоџа и во мир да почива таму каде што почива, затоа што тој не призна како македонци. Македонците во Албанија како малцинство се признати 44 година. Ќе ви кажам еден податок, после завршувањето на Првата светска војна, од 1918 па 1923 година, Мала Преспа е под Грција. После 29 година, Мала Преспа доаѓа овие 9 села и Голо брдо доаѓаат под Република Албанија. За времето на Енвер Хоџа, ние овде кај нас во Македонија беше мислена именка за водовод, па камоли за хидросистем. Како што напомнав, Горна Горица, Долна Горица, Глобочани, Шулин, Зрновско, уште кој друго испуштив, има хидрометеоролошки систем. Значи цело поле беше наводнувано. Тие уште во тој временски период имале вода за пиење, чиста извршка вода. Дори ќе ви кажам еден податок. Веќе имавме ние народни бањи, каде што беше задолжително. Сабота и недела мора сите да бидат избајнати. А пошто вика за времето на колективизацијата, вика беше задолжително, мораше секој работник што работеше во полето, било каде, дали ќе се работеше да се копаат, да се обработуваат пченки, граф, компири, мораше да појде во таа народна бања, да се искапи и дома да се отиде чист. Знаете што е на работа? И во тој, така речено, во времето за владењето на Енвер Хоџа, не било се црно. Луѓето го кажуваат тоа. Јас да ви кажам реално, кои убави куќи ги има. Иако многумина велат дека Енвер Хоџа ги уништил црквите и манастирите, не е точно. До ден денеска фреските, иконите со старомакедонски книжевен црковен јазик, значи постојат, реставрирани се од времето на Енвер Хоџа и до ден денеска постојат. Се разбира, црквите и манастирите се вообновени. Го напомнав Панди Јани. Панде Јаневски, меѓутоа, за да немаат проблем со грците, името и презимето се скратени, за да немаат проблем да влезат во Грција, за да не ги забранат, затоа и тие презимина такви се. Во
Република Албанија, според статистиката што ја водат здруженијата, неколкото здруженија на македонци, има некаде околу областа Корча, Тирана, Голо брдо. Не знам дали знаете, за овој ќе напомнам дека еден од најголемите писатели во Албанија со македонско потекло, Стерио Спасе. Стерио Спасе е кодификатор на албанската азбука 47 година. Во Албанија има 7 македонци академици. Тоа не знам, чего јас се чудев кога ми кажува, дека Стерио Спасе го има добиено и од Брежнев, 78 година, го има добиено и орденот Романови. А орден Романови, тоа е, значи, царска династија на царска Русија, ми се чини некаде околу само 10 души во светот го има добиено. И горцу, да ви кажам, затоа што Стерио Спасе е македонец, Стерио Спасе кој што има, овој човек писател, академик, кој што има романи напишено 30 и на македонски јазик, и на албански, а многу ми плаче душата кога неговиот внук пред да почини голем пречек му направиле во Косово, а македонците дури нема појдено во ова ерчево во Корча почива, кој ќе појдат да му заплате на свиќа. Трагично, ете да ви кажам реално, кој ќе одам следниот пат, ќе му речам на Пандијани да отидеме и да видам каде почива нашиот македонец, кој што тој во неговиот временски период има описменето некаде околу 7000 жители во Мала Преспа, во општината Пушец. Тој бил дашкал, учител и од попска фамилија. Сејажам кога го говорам тоа, верувајте ми, многу пати велам, најдобро да се отиди таму и да се види, да се поседи тоа. Така и сега кога ќе направиме паралелата помеѓу селата во Албанија кои што може, сте имале можност да ги видите дека живеат многу подобро од некои скопски општини, кои ќе видиме паралелата тука во Македонија што се случува со градовите, што се од надворешноста. Заслужуваме ли да ја имаме оваа македонска независност? Нацијата, односно, јас сум, кој ќе ме прашаат од каде си, од Рилево, јас сум рилеец. Македонскиот народ, мојот прадедо бил македонец. Моето презиме Костецки што носа мојот предок, се викал Коста, е македонец. Мојот прадедо другиот Вељан бил македонец. Па другиот прадедо Коце бил македонец. Здраве бил македонец. Дедо ми Петре, значи на татко ми татко, македонец. Благоје татко ми, македонец. Јас, македонец. Мојот прадедо по мајкина линија се викал Мицко, македонец. Јанкула дедо ми, македонец. Неговиот брат Ацко, македонец. Мојот Војко Петре, македонец. Рекол мојот дедо Јанкула, македонец. Мајка ми Цвета, македонец. Јас македонец. Генот македонски секој го заслужува. Едно би рекол дека сите наши соседи, сите наши аспиранти кои што сакаат да го земат ова парче земја, кои што со милениуми се нарекува Македонија и кои што народот со векови живее македонски. Се обиделе да и името да ни го земат, и земјата македонска да ни ја земат. Блаже Коневски убаво кажа, големо ние името ќе се обиде да ни го земат. Ја би го надополнил. Многу не има, ни цел свет не има, не може да ни го земат. Затоа што ова библиска земја македонска, секој македонец каде да се наоѓа, тој си го носи во себе и секогаш додека на орото, на свадбата се игра тешкото. Се додека на орото, на свадбата се игра песната, односно се пее песната Македонија или туѓината пуста да остане, бисер балкански ќе постоја. Се додека малото бебе кој ќе се роди ќе го чуја глас на неговата мајка
на македонски јазик. Кога првиот учител, кој што ќе го научи да чита и пишува, да ја научил звуката, бројките на македонски јазик, попот што го крштева на македонски јазик, и рекол дека библиска земја ова ќе постои. Ќе постои. Многу историчари кажале дека многу, како што напомна во Белград кога бе пред 20 години, кога рекоа дека Палестина и Македонија. Па не попуста апостол Павле од Палестина тргнал, прави тука, во Македонија, по раката на коринќаните, така ли беше ова? Па не попустено би рекол дека и пред 4-5 години, после апостол Павле, не дојде Бадијала. Не дојде Бадијала, така речено, и папата од Рим. Еве пред неполна година, не попусто Српската патријаршија ни го врати темелот на Република Македонија, Томосот, кој што после 1767 година Охридската архиепископија во ликот на Македонската православна црква повторно си дојде на своето, си дојде во Македонија. Ти благодарам многу на гостувањето, мислам дека направивме некаде околу час и половина убав разговор. Благодарам што ме поканете да бидам гостин во овој медиум меѓу редови, и ако ми дозволите на крајот, да упатам еден поздрав до сите мои соселани, до моите соселани од нашите заборавени македонски села, да ми се здрави и живи, и како постојано кога ме причекуваат и кога ме испраќаат, ми велат: Зоране, ти да си бркаш твојата работа, а јас нашата. Мои соселани, бркајте си ја вашата работа, а јас својата. И што со едно бетување, дека пак ќе наминам овдека, во вашиот медиум, да го продолжиме разговорот онаму кај што застанавме, со една убава, така да речеме, тема за животот на едно семејство во едно наше македонско забравено село. Благодарам уште еднаш. Ти благодарам уште еднаш, вам почитувани, ви благодарам на вниманието со кое не следевте.